Со Груевски денеска во кабинетот на првиот социјалдемократ Зоран Заев испи чај, а тоа траеше речиси 1 час. Ахмети ја напушти зградата без да даде изјава. Заев не го испрати до вратата. Господин Ахмети, ке може ли изјава? Има сообщение. Од партиите веднаш по завршување на средбата пратија соопштенија до збор идентични и синхронизирани. На средбата начелно се разговараше за ставовите на двете страни кои што ги застапуваат во овој период без навлегување во детали или разговори за одделни конкретни прашања. Во следниот период за очекување е дека ќе продолжат средбите меѓу двете страни, за што јавноста благовремено ќе биде информирана. Денешната средба меѓу лидерите на ДУИ и СДСМ ја најавија како можност вчера од ДУИ. Од партијата за 24 вести известија дека до крајот на неделата Ахмети ќе се сретне со сите инволвирани во опциите што се намаса во Мала Речица. Лидерот на ДУИ решава меѓу влада со Никола Груевски, влада со Зоран Заев, широка влада и нови избори. Мнозинството функционери од Централното претседателство на партијата на последниот состанок му кажаа дека се против продолжување на коалицискиот брак со Груевски. Дел од нив брифираа дека средбата денеска ја толкуваат како опипување на пулсот на Заев од страна на Ахмети за нивните услови. Дел пак кои ја поддржуваат варијантата влада со Груевски велат дека денешната посета на Ахмети на Бихачка може да се толкува и како преговарачка тактика во разговорите со Груевски. Слично велат како по изборите во 2014-та кога Груевски преговараше со Ахмети, а кокетираше со Тачи. Речиси 2 недели откако Груевски го доби мандатот. Вчера беше првата официјална средба меѓу него и доскорешниот коалициски партнер. Тоа е прилогот на колешката Душица Мргја од текот на вчерашното издание на дневно информативните настани и она што конкретно е околу средбите кои Ахмети ги имаше и со Груевски и со Заев. Темата која што веќе може да се испише на екранот се однесува на тоа дека Ахмети испи кафе со Груевски, а чај со Заев, но дали ручек ќе му спремаат, ни недостасува едно А во спремат, странците. Значи, дали ручек ќе му спремаат странците или подготвуваат се едно, без разлика, подготвуваат ни беше многу долг збор и затоа го напишавме спремаат, за да не ни забележат оние кои што не ловат на лекторски основи. И кој ќе ја реши целата приказна и целата ситуација во сето ова. И од ВМРО ДПМН и од ДУИ не отстапуваат од своите ставови, иако преговорите за формирање на влада меѓу двете партии започнаа. Дали со тоа се отвора патот за СДСМ, особено откако лидерот на ДУИ имаше средба и со лидерот на опозицијската партија. Сите опции за новата влада се отворени откако започнаа преговорите меѓу партиите за нејзиното формирање, велат експертите. Иако лидерите на ВМРО ДПМН и на ДУИ Никола Груевски и Али Ахмети се сретнаа и најавија дека продолжуваат со преговорите. Од двете партии соопштија и дека не отстапуваат од своите ставови. ДУИ нема да прифати да биде дел од новата влада доколку ВМРО ДПМН не ги исполни сите предуслови на партијата, пред се воведување двојазичност и продолжување на мандатот на специјалното јавно обвинителство. Од ВМРО ДПМН пак повторија дека тоа за нив не е прифатливо. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете, добар ден. Тетка Лоза на телефон. Поздрав до вас. Вака, Огне, јас мислам дека џабе сам од овиот власта се прават на будали, затоа што гледа да го спасат Груевски, ама ништо не може да го спаси. Тој има толку обвинение што ова за Заев, тоа си го презеде случајот. СЕО си го реши. Ама не е сам, Заев има само еден случај. Ама Груевски има многу. Едно да кажам, дека коалицијата, мислам, владата ќе формира Ахмети и ДУИ, па и Беса. Затоа што нема соодност 49 и 10. Тука е, значи, сепак немаме 61 пратеник, но, значи, Ахмети го даде зборот, затоа што рече дека специјалното јавно обвинителство го поддржува. Па треба и Груевски да го поддржи. Што сега, кој му е крив, што подпишал таму? И ВМРО-ците, Катица Јанева беше во собрание,
ја пегла жената, ја пегла со прашања и сега им крива. И тука се во заблуда. Едно да кажам. Само на крај, може ли? Една реченица. Тој што не правеше комуњари од Шчип и брат му, нека си ги пакуваат куферите. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас, благодарам за јавувањето. Значи, кога велите да кажем уште нешто, очекувам дека ќе кажете нешто конструктивно кое што се однесува на темата. Искрено, стварно да ви кажам, веќе не можам да слушам како меѓу себе си испраќате пораки или си упатувате навреди или кажувате кој треба да се одсели од државава или не треба. Добар ден. Добро вечер. Ве слушам, повелете. Јас сум Перица од Скопје. Прв пат се јавувам сега во очи. Благодарам. Иначе се јавив преходно на мој термин, сега вака за темата. Добро е што има, барем што се водат разговори, него да се води борба со пушки и пиштоли. Сега секој Али Ахмети ги посетил потенцијалните своји коалиционерни партнери. Сега нели самиот најави ги стави сите можности на маса. Со СДСМ, со ВМРО, дали широка коалиција или во опозиција и така натаму. И сега отидов да види какви понуди ги има Заев, какви понуди има Груевски, колку министерства ќе го припаднат и така натаму. Тоа е за сега тоа е нормално. Нормален разговор. Сега ќе се види со кого ќе коалицира. Пошто сите опции се сега отворени, најдобро е дека порано ли подоцна ние ќе добиеме влада. Сега ќе видиме со кого ќе биде. Не се знае. Не верувам дека опозицијата, мислам СДСМ, дека ќе прифати широка коалиција, затоа што седење СДСМ, ВМРО и ДУИ, практично тоа би значило дека целата борба отпорите биле за ни зашто. Така. Толку од мене, ви благодарам многу и пријатно. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас и пријатно. Од она што, ако го споредуваме сето ова, да речеме, со дел од одредени обичаи кои што ги имаме во Република Македонија во одредени краишта, каде што оние кои што се обидуваат преку сводници да дадат што повеќе за невестата да ги бендиса, во случајот Ахмети ви е невестата која што има своји барања, Груевски и Заев се тие кои што се борат за да ја освојат и при тоа се очекува дали некој ќе има сводник, односно дали сводниците ќе си ја завршат својата работа, во случајот оние кои што помагаа медиатори во олеснувањето. Но на крајот на краиштата работата е многу сериозна за да ја сведуваме на толку разговорно ќе речам ниво и затоа сме во очекување дека воопшто нешто ќе се случи наскоро и дека некако ќе почне, ако ништо друго, почетокот на крајот или расплетот кој што го очекуваме веќе со месеци. Добар ден. Добар ден, господине. Ве слушам, повелете. На Ахмети со Груевски на кафе, со чај на Заев, ама во Битола на Чкембе сигурно нема да дојде Ахмети. Сигурно. Видете, не сака секој чкембе, може да биде и тешко за варење чкембето. Да ви кажам зашто. Јас сум член на СДС. Добро. Моментално во последните 5 дена има формирано 5 општински организации и инициативни одбори, каде што единствена опција е доколку нашиот председател на СДС разговара со за било кој член од платформата. До сега имаме собрано од 24 општински организации околу 19.000 подписи. Доколку разговара Заев за било какво прашање од платформата, ние, неговите членови, ќе излезиме сите на протести. Сите ќе излезиме. Добро. Се чувства голем револт. Можда јас, Груевски, не дојде во предвид. Ali ako тоа го направи нашиот Заев, тога ќе биде не само криминалец, туку ќе биде и предавник. Ќе биде нешто поголемо од криминалец. Да му порачам на нашиот водач Заев, никакви црвени линии да поминува. Оти ние гласавме
Ама ние знаеме да излеземе и против него на улица, неговите членови. Благодарам, пријатно. Пријатно и до вас и благодарам за јавувањето и се слушаме повторно. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Ало, добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Поздрав до сите во студиото. Поздрав и до вас од нас, повелете. Хвала многу. Се Ахмети на кафе со Груевски и на чај со Заев. Ја мислам така. Доколку Груевски попушти нешто што се сомневам дека тоа би го направил, и он ќе си го добие од своите, да кажам, приврзаници, членови, така натака. Мислам дека Груевски нема да попушти, па и на крајот на криштото доста еднаш нека оди во опозиција, али да си остане на ветеното. А преска вие кажавте дека Ахмети му предложил, тој одбил, така да разбрав. Дека тој не прифаќа од тие ништо од сето тоа и од СЈО и од... Јас така ве разбрав дека вие кажете. Да, Ахмети кој своите барања кои што ги има дадено, си останува на своите барања, не отстапува, истовремено од ВМРО ДПМН пак повторија дека тоа за нив не е прифатливо, особено делот со СЈО и двојазичноста. А дали кажа за средбата Заев со Ахмети, дали отстапија или не? По разговорите со Груевски, Ахмети се сретна и со лидерот на СДСМ Зоран Заев, при што и двете партии излегоа со идентични соопштенија дека се разговарало за позициите кои ги застапуваат без навлегување во одредени конкретни прашања и најавија дека средбите ќе продолжат. На прашањето дали средбата значи дека ДУИ е отворена за коалиција со СДСМ, од опозицијската партија велат засега остануваат на она што веќе е познато во јавноста, а од ДУИ пак молчат. Јас мислам дека редно е, добро направи Ахмети и со едната и со другата партија. И со едната и со другата партија требаше така да се направи. Па сега ја мислам дека, како што кажа и дечков од Струмицот кај се јави, дека они ќе потпишале дека сите ќе излезат од партијата ако прифати од СДС, нели? За во Битолата мислеш? Да, ама ја мислам па дека не е ферот, он на албанците им обека дека ќе прифати се. Убаво, тоа се слушна, се кажа, дека и федерализација прифаќа и редефинирање на државата, така да не е фер према албанците, он 70.000 албански гласови доби, што значи он треба да си го одржи ветувањето према албанците, затоа што сега на редниот пат, ако ништо не се случи, ако се оди на нови избори, он нема да добие ни еден глас од албанците. Значи он треба све да си прифати. А Груев викаше дека нема да прифати и треба да не прифати. Значи кој како ветил, така треба да си направи. Па сега, ако се откажи Заев, тоа ќе биде добро за македонците, за страната на македонскиот народ. Ама меѓутоа, ако не прифати, па лошо ќе биде за албанците. Добро. Така да, што знам, како ќе биде, нека биде. Само да има мир куќа, што рекла старите. Фала многу, пријатно. Поздрав до вас и благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Ало? Добар ден. Добар ден, господин Евојгнен. Поздрав до вас и до емисијава. Поздрав и до вас од нас, повелете. Па би сакал да се надоврзам во врската со некој пиел кафе, некој чај, некој има покани за на шкембе чорба. Не знам што останало уште некоја друга покана. Па може би од тој бифтекот, да ви кажам, кој што беше од 5900 денари еднаш, ако се сеќавате. Дали ме слуша гледачо се уште? Да, ве слушам. Да, од тие бифтеците поевтините што се од 6000 денари може. Така. Па би сакал со се ова да кажам и моje мислење. Мислам дека од ова нема да биде ништо, али Ахмети не смее поточно да прави никаква коалиција со ВМРО ДПМН, бидејќи не смее од албанците и покрај тоа не смее од странциве, тоа се знае веќе. Меѓутоа, 100% коалицијата ќе биде ДУИ, СДСМ и другите останати албански политички партии. Да, така да све е јасно, меѓутоа мора да се пие кафе, чај, да се слушат мислењата од сите страни и на крај ќе биде она шлагот на тортата ќе биде. Така.
Добро. Фала многу, поздрав. Поздрав и до вас, ви благодарам за јавувањето. Пред да вклучиме некој друг, вели нашите позиции, како што кажавме, по тие прашања остануваат непроменети, порача Антонио Милошовски, член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН по средбата која ја има Ахмети Груевски. Синоќа повторно седница имаше извршниот комитет на владеачката партија, на која, како што посочија, се разгледувала актуелната политичка состојба во однос на преговорите, при што била реафирмирана поддршката за Груевски да продолжи со активностите во таа насока. Ахмети пред неколку дена се сретна и со германската амбасадорка Кристина Алтхаузер, пошто партијата соопшти дека ја информирал за опциите за кои во ДУИ се развива отворена и конструктивна дебата, а кои вклучуваат коалиција со ВМРО, со СДСМ, широка владина коалиција, да останат во опозиција и повторување на изборите. Професорот Никола Дујовски од Универзитетот Свети Климент Охридски вели дека е легитимно ДУИ да преговара со ВМРО-ДПМН и со СДСМ, меѓутоа самите ќе проценат што во блиска иднина ќе води повеќе во нивна корист. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Да, здраво, Огнен. Поздрав до вас, повелете. Прво да реплицирам на гледачите кои рекоа дека наводно протести против Заев, доколку нешто обеќал, не обеќал. Нема врска од ништо од тоа. Добро. Какви протести, тоа се некои спинови од гледачи. Нити ќе биде кафе, нити ќе биде чај, ќе биде ручек. Сега каков ќе биде ручекот со колкава вредност на бифтекот, не знаеме. Така. Дали ќе биде од поскапиот или поевтиниот, меѓутоа дефинитивно, пошто кај нас мора некој странец да ја реши работата, ќе биде ручекот. Так. Јас сакам да е чајот лично, меѓутоа изгледа дека ќе биде ручекот. И не знам зашто луѓето се и понатака навлегуваат во таа федерализација, кантонизација, двојазичност. Слушаат ли дебати, слушаат ли разговори, читаат ли програми или само слушаат тоа што сакат да го примат во мозокот. Значи, се објасни убаво што значи примена на албанскиот јазик на оние други територии каде што ги има многу малку. Во случај на лице албанец му се случи да направи сообраќаен прекршок во Струмица, Делчево или било каде, да ги ужива своите права и да биде информиран на албански јазик за прекршокот што го направил со лице кое е преведувач и оспособен за тоа. Значи, ништо не гледам погрешни тумачења на овие работи. Затоа малку да се дигне ручната и да не се збори понатаке за федерализација, него да се види како дали ќе се направат некои малверзации околу мандатите, предавањето, па сега се шпекулира оставка на фикусот, па што ти ја знам други работи, така да се реши побрзо, да се формира влада, СЈО, Прибе и сите работи, колку толку 6 месеци, години, колку ќе трае да се почне од нешто, мора да се почне. Не може да се чека, так. Мора од нешто да се почне. Првиот чекор да се направи. Так. Благодарам и пријатно, па сега дали ручекот ќе биде реков ефтин или скап, ќе видиме на крај. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Од Движењето Беса предупредија дека ДУИ може да ја прекрши платформата на албанците при преговорите со македонските партии за формирање на новата влада. Представникот на Беса, Арјанит Хоџа, во емисијата Патот кон изјави дека секоја коалиција или договор кој ќе биде постигнат меѓу партиите треба да биде транспарентен. Тоа е првиот прекршок, но тоа е подготвување на јавноста за нов прекршок, кој може да им се случи на барањата на албанците. Затоа јасно велиме се што ќе биде договорено во таа платформа треба да има рок и да биде објавено, за да видат албанците дека ние не можеме да правиме тајни коалиции или тајни договори, кои подосна ќе излезе дека се на штета на албанците, изјави Арјанит Хоџа од Движењето Беса. Од Алијансата за албанците, за Алсатем, велат дека ДУИ треба да преговара за исполнување на секоја точка, која е дел од заедничката платформа. За тоа како се представува заедничката платформа кон македонската страна, одговорност треба да сносат и да дадат одговор оние кои преговараат во име на таа заедничка декларација.
декларација. Сметаме дека заедничката политичка декларација во целост е и треба да биде предуслов за преговори за идната влада. Обврска на секој кој зборува во име на политичката декларација е точките на оваа декларација да ги поддржува до последната точка, велат од Алијансата за албанците. Од друга страна, некои аналитичари сметаат дека ДУИ треба повторно да иницира средби со партиите подписнички на платформата за да се информираат околу текот на преговорите за новата влада. Аналитичарите од албанските партии побараат да не попуштаат пред македонските и да бараат да се исполнат сите точки од заедничката платформа. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Ајде, молам да му уклучите, вртам цело време, не можам да добијам одвај. Во програма сте, повелете. Во програма. Да, ве слушаме. Чека огнон да уклучи. Да, во програма сте, зборувајте ве, ќе ве слушаме сите. Вака сега. Ајде. Овие што барат албанците, тоа се точно паметни. А гледам темата пишува Ахмети на кафе со Груевски и на чај со заедно. Дали ќе му се направи ручек, дали ќе му спремаат странците ручек. Нема да му спремаат, ќе оди на ручек кај нив и тие ќе му дадат бело знаме и такво бело знаме ќе го малтат дори е жив. И ќе завршат више тие, тој Тодоров, тој Ѓорчев, да излегуваат да плачат по телевизија за СЕО, за ова, за она. Јас имам фирма, фабрика имам за тоалетна хартија и ќе им дадам тоалетна хартија, нека бричат очи, да не плачат више на телевизија по цел ден. Толку ја можам да кажам. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас и посакувам убав ден. Од пораките кои што ни се споделени на фан страницата на Очи во очи и мој термин вели Сонја вика Огнен овој што се декларираше како СДСМ лаже, тоа е некој од ДПМН само да предизвикува сомнежи, Али Ахмети изгледа ке руча. Толку. Бојан пак вели баш ме интересира дали Груевски го остави Ахмети да запали една цигара со кафето. Поздрав. Гледате, тоа се веќе интересни прашања. Додека пак Амиде има подолга порака која што е испратена. Амиде Джемал од Битола вели почитуван Огнен Јанески од причини што не успевам да ве добијам на телефон, па да се изјаснам во врска со темите кои тоа како ме засега се одлучив на овој начин да си ја истурам под наводници нервозата. Нема да навредам никого, моето домашно воспитување не го дозволува тоа и се надевам дека строго ќе се придржувам кон ова, иако некои како заслужува да си го добијат тоа што си го бараат. Јас сум албанка од Македонија, а овде се родени и моите дедовци и прадедовци. Не очекувам никој да ми даде некакви права затоа што сум на мислење дека истите би требало да ги уживам како секој граѓанин на оваа земја. Но од икс причини, не сакам сега да наведувам овде, ние албанците сме тие лошите во државата, да си одиме од овде, ние бараме преку леп погача, што уште сакаме кога државата ни дала и овозможила се и така натаму. Ало, не сме ние оние кои прават проблеми, ние само сакаме да живееме нормално како сите други жители во оваа држава, како лојални граѓани кои придонесуваат, делуваат и творат во оваа држава како секој друг. Проблемите на нашата држава никнуваат од друго место за вас добро познато, од онаму каде што не ви се признава црквата, идентитетот, јазикот, државата и така натаму. Јасно ни е на сите зошто се случуваат сите овие работи. Се разбира дека некому одговара да се одвлече вниманието од многобројните грешки и криминогени дејанија, па затоа се разгоруваат национализмот, караници па и убиства, за на некој начин да се оттргне вниманието на народот од бедниот живот, тешката економска состојба, невработеноста и иселувањето на нашата младина и ред други негативни процеси и влијанија кои ни се случуваат пред нашите очи. Не е проблем ниту изучувањето на албанскиот јазик, затоа што познавам еден добар дел на мои пријатели кои плаќаат курсеви за да учат албански јазик. Не ми било ниту мене проблем што сум го учела македонскиот, па сега дури можам да се офајдам од тоа во заграда да објаснува писмени преводи и симултани преводи. Нашите, се мисли албанските деца, учат 4 јазици според наставната програма: албански, македонски, германски или француски и англиски. Наставата функционира, како се успева не знам ниту јас самата, но мислам дека нема никаков проблем доколку им учениците македонци го учат албанскиот јазик. Не мислам дека ќе ги навредам чувствата на некој друг, поразличен од мене со ова мое мислење, ниту пак мислењето на другите ќе влијае на соработката, дружењето, почитувањето помеѓу нас на кои сме си исти,
но сепак различни по јазик, вера и така натаму. Само сакам секој граѓанин на оваа држава да свати дека ние албанците, па и другите етнички заедници во државата сме едно исто и треба да ги уживаме сите права како и секој друг без разлика што сме и кои сме. Со почит, Амиде Джемал Битола. П.С. ме иритираше говорот на еден ваш гледач, затоа и го напишав ова. Добар ден, велам кому? Леле, сепак чекав и ајде веќе 10 минути, 15 зборувавте, мислам требаше да ми дајте побргу да ме вклучите. Добро, но и гледачите кои што ни пишуваат на фан страницата не добиле можност да се јават, исто имаат предност како и вас. Повелете. Добро. Слушај, тој гледачот што дискутираше од Битола. Добро. И таа господјата често пати еднушка дојде и во Судир со пригушен глас, што е така тивко, што зборуват, ама има многу остар и подмолен јазик. И да ви кажам, по право, не можам да замислам човек да биде еднушка се представи таа како интелектуалка. Интелектуалец не се служи со лаги прво. Како може да лажи во денешно време и тој таму од Битола, тој добро, тој беше отворено ти кажа. Обратно е тоа што е, тој не е тоа. Меѓутоа, таа да кажуваат дека Заев рекол во предизборната кампања се борам ја за федерализација за ова зона, па има ли прочитано таа во животот или е со ограничен интелектуален ум, има ли таа прочитано некаде да нашла дека рекол човеков федерализација во она? Нити од албански раководители тоа не го спомнува никој. Како може со такви спинови, со такво нешто да се служат? И само ги правят проблемиве. Абе, човече, ако си во право, ако не си направил криминал, абе, 100 сејево нека ги измислат, пред сите 100 ќе одам и ќе докажем дека не сум виновен, човече. Па какви може вакви кукавици да бидат? Толку да не сгрешам повеќе, да не зборувам, ме нервират повеќе. Огнен, пријатно и све најубаво ти посакувам. Пријатно и до вас и благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете. Добар ден, Огнен. Добар ден, ве слушам. Поздрав до вас, повелете. Господинот, благодарам кој говореше претходно. Потполно се сложувам со човекот кој сега заврши, значи во однос на неговиот коментар, а таа господја, како што ја знаеме, добро наде по сите телевизии која плука по позицијата и погрди зборови упатува, слушаме и дели со нејзиното мислење. Граѓаните на Македонија се доволно свесни дека живеат во една држава која со повеќе националности, од кои тие националности имаат право да бидат еднакви, равноправни, значи со сите права по закон да бидат граѓани на оваа држава. Тоа го кажа и господинот Заев во неговата платформа, кој албанците истите барања ги има, од кои Груевски и господинот Али Ахмети за време на договорот на Охридскиот договор рамковен не ги спроведува целосно тие барања на албанците, затоа дојде значи до овие немири и до овие промени. Значи сепак албанците се граѓани на оваа држава, еднакви како јас и вие, господине Огнен, и имаат право еднакви права, значи во однос на слободата, правата, демократијата, работата, сите тие работи. Значи сметам дека договорот меѓу Груевски и Али Ахмети не им успеа, не ради платформата, него ради тоа што албанскиот електорат им кажа јасно на нивните можам да речам парламентарци, дека не можат да коалицираат со човек кој ги лаже. Сакаат да ги имаат, значи, реалноста да биде, да ги имаат истите права и со тоа што сепак диалог ќе најдат со опозицијата. А господинот Зоран Заев кажа јавно пред целата македонска јавност, значи, нема ниту некаква федерализација, ниту никакво делење на граѓаните. Значи, едно право, еднаквост, сите да бидат заштитени со еднакви права, сите они кои живеат во оваа држава, кои се државјани на оваа држава. Тоа го реше, а во тоа исто е и во рамковниот договор подпишано многу јасно, некои го прочита ти таму точка 2, таму 4, не знам, кој кажува на цела територија, тој двојазичен двојазичност, албанците имаат право да го користат. И како македонците, така и албанците. Добро. Значи, тоа е реалноста, таа е вистината и на крајот ќе кажам дека
Социјалдемократскиот сојуз, она што го вети, ќе го исполни како еднакви права према сите граѓани кои живеат во оваа држава во Македонија и заедно ќе тргнат да ја спасат оваа држава од која до ден денеска владеше криза невидена. Поздрав и се најбаво. Поздрав и до вас и благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете. Добар ден. Тоа беше крајот на денешното издание. Добро. Јас ви благодарам за вклучувањата кои што ги имавме во текот на ова издание на емисијата Очи во очи, кое што е последно за оваа работна недела, но тоа не значи дека нема да се видиме повторно, ќе се видиме сега од 18 часот, каде што и ќе разговараме токму за инаугурацијата на новиот претседател на Соединетите Американски држави Доналд Трамп и се разбира за она што вие мислите дека тоа би значило за Македонија или не би значило воопшто ништо. Исто така, бидејќи ќе имаме можност, ќе направиме и вклучување со превод од инаугурацијата, бидејќи точно временски ни се погодува да сме да можеме да се вклучиме за време на неговата инаугурација, која почнува во 17 часот и 30 минути по наше време, а додека пак во нивно во 11 часот и 30 минути, но официјалното обраќање се очекува да биде некаде околу 18 часот или точно напладне во Белата куќа во Вашингтон, односно во Вашингтон, не во Белата куќа. Се гледаме тогаш во 18, останете до тогаш со 24 вести, следува дневникот во 17 часот.